Добро вечер, почитувани гледачи, од мене Гоце Михајловски. Продолжуваме со отвореното студио посветено на вториот круг од локалните избори. Полека ја следиме разврската од овој изборен циклус. Почнаа да се лиферуваат и првите информации за резултатите од партиските штабови, но според информациите што ги имаме почна своји информации да се објавуваат и официјално на сајтот на Државната изборна комисија. Јован Ѓорговски е во нашиот аналитички центар вечерва. Јован, што велат првите податоци, за каде има досега некакви информации? Гоце, еден час по затворањето на избирачките места, веќе имаме над 45% обработени податоци за тоа како гласале граѓаните во општините каде што имаше втор круг. Досега од тоа што е преброено ќе би почнало од градот Скопје. Во вториот круг веќе имаме доста преброени гласови. Амар Мециновиќ 27.994 гласа, Орце Ѓорѓиевски 53.171 глас. Но досега ова се податоци од 421 избирачко место, од вкупно 685 избирачки места. Очекуваме овие бројки секако и понатаму да растат. Понатаму ќе продолжам со општо со општините во Македонија. Скопските општини, општина Аеродром, веќе имаме некакви резултати од 24 избирачки места, од вкупно 93, Александар Трајановски 1892, Дејан Митевски 4841 глас. ВМРО ДПМН има водство од 65%, за разлика од СДСМ 25,54%. Понатаму во општина Центар, Мирослав Лабудовиќ од Знам, 2509 гласа, Горан Герасимовски 3221 глас. Ова се податоци од 27 избирачки места, од вкупно 78, односно 34% обработени гласови. Општина Карпош, од 16 податоци од 16 избирачки места, односно од само 21%, значи доста мал процент досега обработени гласови. Стефчо Акимовски 2657 гласа, Сотир Лукровски од ВМРО ДПМН 2833 гласа. Доста блиска трка, но сепак ќе повторам, доста мал процент на обработени гласови. Од местата каде што се води, од поинтересните општини во Македонија, каде што се води интересна изборна трка, ќе ги одвојам Кичево од 47,90% обработени податоци од обработени избирачки места. Фатмир Дехари од Националната алијанса за интеграција има 4793 гласа, Александар Јовановски од коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО ДПМН 6770 гласа. Ова се само 47% од обработените податоци. Очекуваме овие бројки исто така да се зголемуваат. Брвеница, во Брвеница од 75% обработени податоци, Хаким Рамадани од коалицијата Влен има 3207 гласа, Јовец Илиевски од ВМРО ДПМН 1973 гласа. Би го споменал тука и Кочани, Владко Грозданов од ВМРО ДПМН 3964 гласа, Венко Крстевски, независниот, 3017 гласа. Ова е од податоци од 39 избирачки места или 61% обработени гласови. Тетово исто така интересна трка, 88% досега пребројани гласови, значи Бајрам Реджепи, Национална алијанса за интеграција, 14.000 гласа, Билал Касами, 18.408 гласа. Ова се првичните податоци кои што ги имаме за сега, секако како што ќе се менува оваа мапа, како што ќе стигаат дополнително податоци, ќе известуваме и за нив, но за сега морам да признаам дека доста брзо се одвива процесот на пребројување на гласови и се ажурира оваа мапа на Државната изборна комисија. Да, Јован, само 2 ливчиња се бројат во Скопје, во некои општини, во некои се брои само едно ливче. Ако можам да заклучам од ова што го кажа досега, веројатно Орце Ѓорѓиевски е веќе сигурен нов градоначелник на Скопје. Неизвестна трка не очекува во Центар, во Карпош и во Кичево. Да, токму така како што кажа, за сега во моментов ќе се навратам повторно, можеби ажурирана за град Скопје. Речиси двојна предност за Орце Ѓорѓиевски за разлика од Амар Мециновиќ, кој пак за разлика од првиот круг веќе го има подобрено својот резултат. Тогаш имаше 30.000 гласа, сега има 31.160 гласа. Орце Ѓорѓиевски од ВМРО ДПМН 58.467. Мртва трка се води во Центар и во Карпош, доста блиски резултати и
во исчекување сме понатаму да видиме како ќе се одвива тоа, како ќе се одвива пребројувањето на гласовите и како ќе тече во текот на ноќта. Јован, ти благодарам за овие првични информации од Државната изборна комисија. Се разбира, рече брзо стигаат информациите, тоа очекуваме за 15-20 минути повторно со нов пресек на информациите. Овде е добра прилика да кажам дека во секој момент во студиото очекуваме Славјанка Петровска, пратеничката од СДСМ. Во СДСМ вечерва се уште нема закажано пресконференција, ВМРО-ДПМН не одржа една пресконференција, но ова е добра прилика да се преселиме уште еднаш во штабот на ВМРО-ДПМН. Таму е Јана Јосифовска. Јана, слушнавме дека добро, одрежија ми ува дека во овој момент почнува пресконференцијата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, да се вклучиме таму. Напред се до македонските граѓани кои покажаа дека довербата во демократијата се гради преку мирни и достоинствени, фер и демократски избори, преку мирно и достоинствено изразување на својата волја. Гласањето започна навреме на сите гласачки места, освен на 9, каде што имаше кратко задоснување. Во дел од гласачките места беа евидентирани 8 привремени прекини на гласањето поради технички проблеми, со апаратите за идентификација кои беа навремено решени, без влијание врз текот и законитоста на изборниот процес. Во текот на денот, низ целата држава беа пријавени вкупно 30 настани, од кои најмногу пријави беа евидентирани во Скопје. Најчестите пријави се однесуваа на агитирање во близина на гласачки места, вкупно 7 случаи, потоа можен подкуп при избори или гласање 5 настани, неовластено присуство на гласачко место 4 пријави. Забележани се изолирани случаи на попречување на гласање, фотографирање на гласачко ливче, неовластено фотографирање на граѓани, како и поединечни настани поврзани со упатени закани. По превземените проверки, во 19 од 26 обработени случаи, наводите не се потврдени. За дел од нив се утврди дека нема основ за понатамошно постапување, а во други случаи беа изготвени записници или превземени соодветни мерки. Во моментов, за 4 настани продолжуваат полициските активности, кои се однесуваат на можен подкуп, неовластено фотографирање, агитирање и недолично однесување на членови на избирачки одбор. Паралелно, секторот за компјутерски криминал регистрираше 18 објави на социјалните мрежи поврзани со изборниот процес. Тие се анализираат и се постапува согласно законските процедури. Важно е да се нагласи дека сите пријави, без оглед на нивната природа, беа обработени со целосна сериозност и професионалност, а реакциите на полицијата беа навремени, прецизни и ефикасни. Од она што е најважно е дека денот помина мирно, без притисоци и без посериозни инциденти. Тоа е заеднички успех на сите, како на полицијата и институциите, така и на граѓаните. Денес уште еднаш покажавме дека Македонија може да организира избори какви што деликуваат на сите европски демократии. Ви благодарам на вниманието. Ако имате прашања, повелете. Долго немаме, уште еднаш ви благодарам и нека ни се сосреќа уште едни избори такви кои што заслужува една држава која што се наоѓа на европското. Да, тоа беше Панче Тошковски, министерот за внатрешни работи. Ја слушнавме неговата оценка дека и денешниот ден поминал во фери демократска атмосфера. Регистрирани биле само 30 настани, од кои повеќето веќе е утврдено дека биле лажни пријави. Се проверуваат уште неколку случаи на фотографирање на ливчиња и агитирање во близина на гласачките места. Сега, како што најавив, одиме во штабот на ВМРО-ДПМН, таму Јана Јосифовска. Јана, веќе Јован ни пренесе дека и според официјалните податоци од Државната изборна комисија веќе е известно дека Орце Георгиевски ќе биде новиот градоначалник на Скопје, но неизвестна е битката во Кичево и во Карпош за ВМРО-ДПМН. Па да, но според информациите од аналитичкиот центар на ВМРО-ДПМН Гоце и она што туку го дознавам го брифираа е дека ВМРО-ДПМН прогласија победа во Брвеница.
Односно, ги прашав дали е тоа водство или победа, велат дека е победа. Се уште се разбира, не знаеме точно со колку гласови разлика, но како и да е тоа сега во овој втор круг и не менува, односно се разбира, знаеме дека кандидатот кој што освојува повеќе гласови секако ја извојува победата. Ќе почекаме официјална потврда секако и од Државната изборна комисија, меѓутоа ВМРО ДПМН велат ја добиле брвеница, а исто така да ти одговорам да веќе се подготвува славие и за Орце Ѓоргиевски. Односно исто така тука партијата го прогласи нивниот кандидат веќе за победник и согласно оние бројки кои што ги доби во моментов од нивниот аналитички центар, Орце Ѓоргиевски води пред Амар Мециновиќ од Левица речиси двојно, па и повеќе гласови. Исто така од ВМРО ДПМН, според информациите кои што ги имам од нив, се уверени во победа во општина Аеродром. Велат дека се сигурни во победа и во Скопски Карпош, иако барем според овие бројки кои што ги гледам, тесна е трката за сега, меѓутоа уверени се дека Сотир Лукровски ќе биде новиот градоначалник. Исто така, убедливо водство велат дека имаат во Кочани, Виница, Конча, Чучер, Сандево, Дојран, од овие општини кои што за сега им се известни. Тука за сега е се уште мирно, полека можам да кажам дека се загрева атмосферата. Официјална пресконференција за сега се уште не е закажана, не се знае точно, немам информација и сепак и од пиар не знаат точно кога ќе се случи, секако за тоа ќе информираме, меѓутоа со оглед на тоа што претходно и ти Гоце и колегата Јован споменавте дека брзо оди броењето на гласовите, најверојатно ќе биде за брзо или пресконференцијата, секако најавуваат обраќање и на председателот на ВМРО ДПМН Мицковски подоцна, а секако и Орце Ѓоргиевски го очекуваме тука во седиштето на ВМРО ДПМН, меѓутоа затоа потоа, тоа се за сега сите оние информации кои што ги имам од тука. Добро, го очекуваме ние Стефан Андоновски да биде во студиото на Канал 5 во текот на ова вечер, некаде после 21:30. Јана, да потврдиме уште еднаш, значи брвеница брифираат од ВМРО ДПМН дека победува нивниот кандидат, досегашниот градоначалник што беше таму во трката со кандидатот на Влен. Дали има информации за Кичево? Какви се нивните информации на ВМРО ДПМН? Тивко е Гоце тука во однос за прашањето за Кичево, но според моите неофицијални, повторувам, неофицијални информации, блага предност има доктор Александар Јовановски пред Фатмир Дехари од ДУИ. Тесна е трката, тесна е разликата, меѓутоа од информациите од Кичево, а и од тука од седиштето е дека има блага предност на Јовановски пред Дехари, меѓутоа сепак ќе почекаме и од аналитичкиот центар да потврдат и секако да биде официјализирано ова, инаку да, за брвеница, тука на радост на присутните од тоа што можев да се информирам, тврдат дека веќе извојувале победа. Добро, ти благодарам Јана за сега за ова твое вклучување, а сега е добар момент да одиме во Кичево, таму е колегата Дејан Трајковски. Дејан, слушнавме дека според првичните информации води кандидатот на ВМРО ДПМН во однос на актуелниот градоначалник Дехари. Дали тоа се чувствува на терен таму и има ли некаква известност околу оваа трка? Може да се каже, Гоце, дека се чувствува на терен дека води, но неизвестноста сепак преувладува тука. Според она што можеме да го видиме на плоштадот тука веќе каде во близина и штабот на ВМРО ДПМН се собираат навистина голем број на граѓани во разговор се меѓу себе, има и насмевки, може да се забележат. Предпоставувам тоа е според оние информации каде што имаат информација дека нивниот кандидат Александар Јовановски има блага предност. Според информациите кои што ги имаме ние од тука од Кичево во однос на бројките последни кои што ги добивме, а кои што за сега се секако неофицијални, можам да кажам дека Јовановски води со околу 1500 гласови, односно има 13600, а Дехари е со 12100 гласови. Сепак, како што кажав, тоа за сега се уште неофицијални бројки кои што доаѓаат од таборот на ВМРО ДПМН. Секако кога Дик ќе ги каже оние бројки, тие ќе бидат и прецизните, инаку можам да потврдам уште еднаш на терен дека навистина се чувствува тука полека се собираат се повеќе и повеќе граѓани. Наскоро очекуваме и нова информација од тука штабот, па можности за изјава веќе разговаравме на кандидатот на ВМРО ДПМН Александар Јовановски. Дали има најавено евентуално некаква пресконференција можеби на Дехари?
За сега нема никаква најава. Гоце се обидуваме да стапиме во контакт, да видиме дали ќе биде некаква пресконференција закажана во брзо време, но за сега се уште нема никаква најава. Единствената најава дека нешто набрзо ќе се каже дојде од кандидатот на ВМРО ДПМН. Ти благодарам, Дејан, за сега за ова твое вклучување. Се разбира, очекуваме со нови информации во текот на вечерта. А сега продолжуваме со разговор во студиото, како што ви најавив. Моја гостинка е Славјанка Петровска, партијаничка од СДСМ. Господи Петровска, благодарам што прифативте поканата и што одвоивте дел од вашето време. Добро вечер, благодарам за поканата. Интересна вечер е. Полека финишира вториот круг од локалните избори. СДСМ имаше 17 кандидати во вториот круг. Имате ли некои првични информации каде може да се надевате на успех? Првично Мицковски ви предвиде вкупно максимум 6 градоначалници. Во првиот круг имавте тројца. Сега, како што можев да видам, Крушево водите. Крушево, Каменица и Центар, колку што знам, е Добро. голема разликата и таму очекуваме да победиме, иако, како што сите знаеме, се до последниот глас додека пристигне, нели се е возможно. Меѓутоа, сега за сега резултатите се тие, вклучително со оние кои ги имавме нели во првиот. Вака ќе излезе дека анкетите биле точни, предвидувањата на Мицковски сепак ќе бидат потврдени. Па не би ги нарекла предвидувања, јас повеќе би ги рекла веројатно анализи кои се заснуваат на прецизно и точно изработени анализи и верувам дека секоја политичка партија се стреми, сериозна политичка партија се стреми се од изборен циклус на изборен циклус да има такви анализи или такви анкети кои поприлично ќе може да ги предвидат резултатите, ама добро е таквиот тип на анализи, анкети да се прават и во текот на годината за да се види каде се движи политиката, би рекла, во нашата држава. И партиското действување на одредена партија, да речеме во случајот СДСМ иако сме опозиција, меѓутоа и генерално на владата. Добро, се чини дека според ова што ги имаме сега како информации, доколку се потврди овој тренд и победи Горан Герасимовски во центар, барем ќе успее СДСМ да задржи еден од бастионите. Струмица го изгубивте уште во првиот круг, во Куманово немавте ниту кандидат во вториот, ниту во Карпош. Дали ова е доволно за да може да се каже дека овие избори се на некаков начин успешни за СДСМ? Видовме дека по првиот круг имаше такви толкувања, објаснувања дека со оглед на околностите и не е така лош овој резултат. Јас сум малку, би рекла, ќе бидам многу поотворена во коментирањето на изборните резултати, особено кога имате изборен циклус кој што се одржува во два круга. Тогаш со разбирање се очекува вториот круг да помине за да може да се коментира целосно резултатите, иако сега пак делумно ќе ги коментираме, но трендот е тој очигледен. Како човек кој што повеќе години е во политиката, на различни позиции, некогаш во позадината, сега неколку години поред, да речем, сум на поистакнати позиции, и јас не можам да дадам оценка дека овие избори се успех за СДСМ. Ниту по бројот на гласови, ниту по бројот на освоени градоначалнички места. Не дека не сакам да биде резултатот поголем, но резултатот е тој кој што е. Секогаш еден изборен циклус, односно избори, се мерат по тоа кој ќе победи, а кој ќе ги изгуби и бројот на гласови е тој кој што го одредува победникот во изборите. Во овој случај тоа, за жал, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не е. Сега може ние, кога ќе ги анализираме изборите, би рекла со смирена глава и со смирени емоции, тогаш ќе видиме каде сме погрешиле, каде биле грешките изминатата година дена, меѓутоа и каде биле подобрувањата направени. Меѓутоа, генералната оценка, јас ќе дадам дека за жал овие избори ги изгубивме. Добро, се тоа води до прашањето околу одговорноста. Лидерот на партијата Венко Филипчен најави дека ќе има некакви кадровски промени. Веќе имаше информација вчера дека Ана Чупеска, една од подпредседателите на партијата, си поднела оставка. Имате ли некакви информации во врска со ова? Се најавуваат и некои други оставки во текот на деновите? Немам официјални, меѓутоа од она што јас успеав од медиумите, особено сега од кога изборниот молк заврши, да видам е дека да, навистина е поднесена оставката од подпредседателката Чупеска.
Јас не можам да коментирам дали е таа оправдана или неоправдана, веројатно таа има своји причини. Претпоставам дека на седница на Централниот одбор можеби ќе ги образложи или нема да ги образложи, меѓутоа тоа е нејзино лично право и јас тоа лично го почитувам. Но она што не ми се допаѓаше, да речеме, тајмингот и на оваа оставка и на друга оставка, која следуваше неколку дена претходно, а се случуваше во периодот на двата круга. И мислам дека требаше да се воздржиме сите ние од било какви па и незадоволства, можеби лични или генерални од некои политики или некои резултати, случувања и така натаму, да им дадеме поддршка на нашите другари и другарки кои влегоа во вториот круг и кои од она барем ја што можев да го видам на терен се бореа со сета сила, се разбира, да добијат поддршката на граѓаните, но бидејќи изборите завршија, очекувам дека веќе од утре ќе почнат дискусии во рамките на органите на партијата околу тоа што се причините за може ли лидерот на партијата Венко Филипче да си земе од одговорност, сега да бидат виновни тие што се околу него, а да не е тој? Неговите аргументи се дека времето било прекратко од ланскиот катастрофален пораз, дека немало време практично за подобар резултат, ама ако е тоа важи за него, претпоставувам важи и за сите. Прашањето ми е, ако е одговорно раководството, може ли да бидат одговорно само дел од раководството, да не е целото раководство? Знаете како, ако јас ова подетални анализи би ги оставила сепак да ги моето видување би рекла да го кажам во рамките на партијата, меѓутоа јас сметам дека да, одговорност се разбира дека треба да има и одговорноста треба да се посочи. И сега како таа понатаму ќе се рефлектира, дали тоа ќе бидат оставки, разрешување и така натаму, тоа е еден следен чекор. Инаку сите ние кои сме дел од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, особено тие кои биле се разбира и се уште се актуелни на позиции, меѓутоа и ние како пратеници во собранието можам да речам дека имаме дел од одговорноста. И тука не можеме одговорноста да ја сведеме само на претседателот на партијата или само на кандидатите, затоа што ќе чуете и такви токувања дека некаде не сме имале доволно добри кандидати, некаде кампањата била лоша. Тоа се да речам разговори и видувања на граѓаните, на членовите на СДСМ кои во овој период барем лично јас можев да ги видам. И затоа сметам дека ние можеме да алоцираме одговорноста и да речеме дека да го земеме најекстремното сценарио, а тоа е дека целото раководство моментално треба да поднесе оставка. Мене ако лично ме прашате, не е сега моментот да ние се грижиме дали политички кажано ќе преживее Венко Филипче на позицијата претседател или раководството во целина или не. Како член, како некој кој долги години е во СДСМ, моето прашање и она што е моја грижа е како СДСМ да го преживее ова и како СДСМ да се издигне над се ова. И над резултатите од минатата година, меѓутоа се разбира и над резултатите особено од оваа година. Каде се грешките кои ги правевме и до минатата година изборите, каде се грешките кои ги правевме или лошите Петровска, политики? но таа анализа некако не ја видовме. Знаете како СДСМ да не доживеа катарза после ланските избори, не беше посочено ниту кој е одговорен, ниту кои политики се погрешни, ниту кои начини на практицирање на власт беа погрешни. Едноставно, само од ДУИ се огради новото раководство, што и не беше тешко да се огради од ДУИ, но внатре некако потешко одеше тој процес, немаше ниту се одложи тој конгрес на кој требаше да се бара одговорноста и да се посочи одговорноста, некако се затешка работата. Прашањето ми е дали со кадровски промени нови што би се направиле евентуално, Ана Чупевска, не знам, Фани Карамфилова, седно, дали тоа ќе го реши проблемот или навистина се потребни суштински реформи на партијата? Вие уште лани, кога се кандидиравте за претседател на партијата, потоа се откажавте, токму поради тоа што увидовте дека таму не се променети работите. Јас сметам дека во СДСМ, во 2008 година се наметна ова, да речам, оваа пракса на изгубени избори, поднесување на оставки, што ако ги анализираме и претходните изборни циклуси во СДСМ, односно од аспект на политичка партија во кој што сме учествувале, па и оние после тоа, ќе видите дека не секогаш претседателите на партијата поднесувале оставка кога ги изгубили изборните циклуси. Па дури сега малку да речеме попошироко ако гледаме, ако следаме така е. Ама имаше позитивен тренд некаков. Ако го гледаме и ако ја гледаме и состојбата во ВМРО ДПМН, ќе видиме дека токму тој што е сега премиер на државата и се уште претседател на ВМРО ДПМН, изгуби неколку изборни циклуси, меѓутоа очигледно е дека со промени внатре во партијата, не само кадровски,
Знаете, некогаш ние премногу често ние можеби најлесниот, пак ќе речам, најлесниот начин е да најавите некоја промена ако направите кадровска промена од аспект на Добро, гледате ли вие човечки суштински ресурси. промени на СДСМ? Се променили ли СДСМ во ова година и пол, за да може да се надева на подобар резултат? За да има ефект и за да се видат промените, или да се направат уште порадикални промени, мислам дека треба да се прошири фронтот на луѓе кои внатре во СДСМ ќе учествуваат во таков еден процес и без при тоа да речеме да се заглавуваме во кадровските прашања. Туку малку повеќе треба да разговараме за тоа што е суштината на СДСМ и јас пак ќе се навратам. Иако да, споменавте дека конгресот минатата година се одржа па се одложи и така натаму, и јас не велам дека еве сега повторно треба конгрес да свикуваме, конгрес ќе има. Согласно статутот тоа е правилото. Не, дали сте подготвени како партија да се соочите со вистината? Јас сум подготвена. Јас сум бев и минатата година, меѓутоа оваа година сум уште повеќе подготвена и мислам дека тука треба да ги отвориме картите. Е подготвено? Да ги отвориме картите затоа што знаете како. Се уште сега еве го зборувам ова наискрено. Се уште ајде да речем како некоја сенка се фрла врз претеничката група, од која што јас сум дел. Каде што имате голем дел од претениците кои биле порано министри, функционери во владата, подолг временски период, и сега се уште се дел од претеничката група, се обидуваме да дадеме свој допринос, меѓутоа од време на време. Добро е, и јас тоа лично го практикувам за себе, да направиме една самоевалуација на нашата работа и да видиме дали сме дале ние доволно и дали можеме да дадеме уште повеќе. И тоа се однесува апсолутно и за раководството, тоа се однесува за раководствата на општинските нивоа, така што мислам дека дебатата за тоа каде грешиме или кои се работите каде можеме да се подобриме, а простор има очигледно за подобрување, ако сакаме, таквата дебата треба да се отвори во рамките на органите на партијата. И кога велам органите на партијата, не велам само на проформа одржување на централен, на конгрес и така натаму, туку велам на суштинска дебата во Добро, дали има најситната... услови за такво нешто? Знаете, вие лани споменав, вие се кандидиравте за претседател, но видовте дека таму се уште има некоја невидлива рака која на некаков начин ги води процесите. Сомнежот јавен е дека таа партија се уште под контрола на Зоран Заев, за тоа веројатно придонесува и начинот на кој Венко Филипче се дружи со него и приватно на летувања, на забави во Дубај и така натаму и така натаму. Но очигледно дека таа комуникација постои и го подгрева сомнежот дека таа партија се уште контролирана од Зоран Заев. Има ли начин да се промени ова? Ако на некому не му одговарало начинот на кој што се раководело изминатата година дена и сметале дека треба нештото да се промени, знаете како, ние во март месец имавме исто такавната партиски избори, бидејќи статутот е таков, претходните никој не се избори охрабри да го предизвика Филипче. Токму е тоа прашањето. Да, но зошто никој не се... Тоа е прашањето, зошто никој не се охрабри? Тогаш затоа, јас велам, бидејќи очигледно никој не верува дека може да го победи. Тогаш, ајде да ги отвориме дискусиите внатре во партијата, за процесите, па вклучително еве и за изборот на претседател, и за изборот на кандидати на листи за советници, градоначалници и така натаму, и да ги добиеме најдобрите решенија преку тие дебати внатре во партијата. Јас ги паметам тие времиња во СДСМ, бидејќи реков долго време во партијата, кога дискусиите се водеа и во местните огранаци, па на општинско ниво, па дури потоа на централно ниво. Таква дебата ни е потребна за да можеме да го чуеме гласот на секој еден од членовите во партијата, барем од оние кои што сакаат да бидат активни и во процесот на креирањето на одлуките и во процесот на нивното носење. Сега главниот аргумент на Венко Филипче и на наративот во овие 2 недели после првиот круг на изборите беше дека ВМРО ДПМН изгубиле 140.000 гласа во однос на претходните избори лани и дека тоа е некаква сатисфакција и потврда дека ете лошо владеат, но тоа на никаков начин не помага на СДСМ кои СДСМ гласовите на СДСМ паѓаат. Прашањето ми е дали мислите дека се уште после овие избори каква порака добивте вие како опозиција? Дали мислите дека се уште 35 години ВМРО и СДСМ се менуваат на власт, едните ќе поседат во опозиција 4 години, 8 години, па ќе дојдат на власт? Дали мислите дека тој циклус ќе продолжи без да се суштински реформирате како партија или ќе мора нешто да се направи, бидејќи гласачите на овие избори
гласаја и за неопределени, за независни кандидати, многу рекорден број ги пречкртаа ливчињата, над 50.000. Левица е во подем, првпат СДСМ нема кандидат, реков, во вториот круг за град Скопје, што само по себе доволно говори за тоа на кој дереđe дојде на партијата. Ако ги прашаме граѓаните, еве сега, случајно да излезам и да ги прашаме што ќе паметат од оваа кампања, зборувам како ветување, како риторика, тогаш знаете што ќе остане најзапаметено за жал, ќе речем. Од дуелот кој го има кандидатите за градоначалници кој стана во вториот круг во вашата телевизија беа, каде што го спуштија нивото на дебата, на лични релации, не запамтивме ниту едно големо ветување, реално, одржливо, кој ќе го подобри животот на граѓаните во град Скопје, и тоа се осликуваше реално на граѓаните и во целата држава. Генерално кампањата беше на национални теми, не беше кампањата, за жал, иако беа локални избори, кампањата се сведе на етнички национализам, на тоа кој е поголем патриот или кој е помал патриот, и на враќање на некои политики кои се државни прашања, за тоа да ги решаваме сега. Добро, и сега само придонесе со предлог резолуцијата што е... Се сложувам и лично сега бидејќи еве, заврши изборите, нема никому да му наштетам. Ако ме прашате мене, јас ќе кажам дека тоа беше политички грешен момент, заради тоа што ја знаеме која е атмосферата во оваа држава и какво е однесувањето на политичките партии, особено на ВМРО-ДПМН. Лани изгубивте избори за тоа, сакавте повторно да се актуализира темата и пак да изгубите на тоа тема. Може би, знаете како, мислам дека тука беше не беа согледани добро работите, иако ако ги земете во меѓувреме тоа што има локални избори во Македонија, не значи дека светот ќе застане и не значи дека политиките во Европската унија ќе застанат и ќе не чекаат ние да ги завршиме локалните избори, па потоа нели ќе единствено што се постигне да се внесе и таа тема во кампањата. Тоа беше единствениот. И тоа ако гледате себично партиски, тоа беше погрешно. Но ако гледате малку пошироко, а тоа е за што не чека утре од кога завршија локалните избори, а тоа е дека државата мора да продолжи напред со одредени процеси или отворено да се каже каде одиме, тогаш јас тоа го гледам како премногу прехрабар државнички потек во тој момент. Што се покажа дека можеби веројатно и тоа влијало на изборите. Но видете, овие избори исто така се показател, барем по бројот на независни листи кои ги имавме, како што рековте и вие, подемот на гласови на левица, на сигнал, особено јас ќе гледам сега себично за СДСМ, дека мораме да ги промениме нештата внатре во партијата, се разбира, за да бидеме подобри. А она што е сигнал или порака, сериозна порака за ВМРО-ДПМН, не можеме да го занемариме падот на гласови за само 15 месеци. При тоа немаше донесено ниту една крупна, сериозна некоја одлука да речете, па добра е да знаете како можеби ќе тоа влијаело. Во 2018 година Социјалдемократскиот сојуз на Македонија како власт тогаш ја донесе одлуката нели за преспанскиот договор, па кога ќе ги споредите бројот на гласови кои ги изгубивме од 2017 од локалните, па ако сакате и споредбено со 2016, а се однесуваа на изборите во 2019 председателските, ќе видите дека не беше толку голема разликата. Со, велам, сериозна одлука која што беше донесена. Да, но некој смета дека сепак тоа е доволна потврда дека особено за нивната политика околу уставните измени. Мислите ли дека нешто ќе се промени на тој план? Мицковски е многу дециден дека додека е тој премиер, ако нема некакви гаранции од Европска унија или доколку нема некакви промени во условите, дека уставни измени нема да има и покрај пораките што ги добиваме од Брисел. Па негова е обврската и на ВМРО-ДПМН е одговорноста да ги обезбеди тие уставни гаранции кои ги бараат. Така што ако не можат да ги обезбедат, тогаш треба да кажат кој е патот понатаму за нашата држава. Дали мислите дека ќе има предвремени парламентарни избори, дуи отворено бараат да се случат такво, иако веројатно се имаат пирова победа и дуи на нови избори, победија на советничките листи, но гледаме дека кај градоначалниците не им се такви математиките какви што се надева. Јас мислам дека вака како што стојат нештата, не мислам дека ВМРО-ДПМН се расположени за предвремени избори, но ако видат одредени процеси на понатамошно раслојување и негативен тренд во СДСМ,
тогаш мислам дека ќе се охрабрат, да, токму заради тоа да може да освојат подобар резултат на сметка на лошите политики во СДСМ. Мислите дека тоа ќе го калкулираат? Ако продолжи, да, мислам дека тоа ќе биде една од причините за калкулација. Ако видат негативен тренд на Не ова со околу уставните измени, евроинтеграциите, тоа нема да биде. Мислам дека тоа им е во втор план. Мислам дека не се толку државнички настроени за определени прашања. Сепак нивниот личен рейтинг им е поважен од колку било што. Добро, дали доколку има повторни избори во СДСМ, ако Венко Филипче сепак се реши да поднесе оставка, би се кандидирале повторно за лидер на партијата? Не мислам дека ќе има повторно избори, како што реков, мислам дека е многу подобро сета енергија што имаме сите ние да ја насочиме кон изнаоѓање на најдобрите политики и најдобрите решенија за СДСМ. А јас мислите ли дека со лидерство на Венко Филипче може СДСМ да застане на здрави нозе? Ве прашувам, бидејќи сега ВМРО има апсолутната власт во Македонија, има претседател, има собрание, има влада, има градоначалници, има се. Ни треба да има силна опозиција за да има некаков баланс во општеството. Тоа е потребно и здраво за секоја демократија. Апсолутно. Особено СДСМ е потребен, затоа што СДСМ од оваа позиција на опозиција е многу поразлична и кога сме били претходно како опозиција, многу поразлично од она што е сега левица како опозиција. Не се плашите дека може да ви го преземат приматот како главна опозицијска партија? Јас повторно ќе кажам, ако ги направиме промените внатре во СДСМ и ако почне секој од себе да го направи тоа и да го дадеме најдоброто од себе, тогаш јас апсолутно не се плашам, затоа што еден човек, ако е сам, без разлика колку е добар, да земеме дека може би, ајде, утре ќе има повторни избори во СДСМ, јас ќе се кандидирам, овој пат ќе добијам, ако сум сама. И ако не успеам да проширам пораката и да го смениме начинот на размислување, тогаш јас сама ништо не можам да направам. Добро, верувате ли дека Венко Филипче може да го направи тоа? И јас верувам дека добар тим. СДСМ секогаш победувал со добар тим. Добро, тимот го прави лидерот, секогаш го прави. Еден човек, ама ако ги отвориме вратите малку пошироко, сега ова е мој концепт, се разбира дека тоа е нешто кое што раководството и Венко Филипче ќе треба да го одлучат. Ако ги отвориме вратите, ако форумот за дискусии и за носење одлуки го прошириме, тогаш јас верувам во подобрување на СДСМ и не сакам да звучам премногу оптимистички, меѓутоа да, верувам дека за многу брзо време може да застанеме на носа. Значи, да заклучиме, не мислите дека треба да понесе одговорност за овие избори? И јас тоа прашање можам да го одговорам многу лесно, со да или со не, меѓутоа моето прашање, она што мене ми е грижа е што после тоа. Па нема да заврши светот, ако даде оставка, ќе има нови избори. Меѓутоа, ако има избори, ако идеме со она што до сега го констатиравме како аномалија, ако не го трнеме, а одиме само на избори само заради кадровска промена, тогаш се враќаме на почеток. Добро, може да се направи некакво. Меѓутоа, апсолутно, од кога ќе помине, односно кога ќе имаме дискусиите во рамките на Централниот одбор на партијата, се разбира на Конгрес, јас лично ќе го кажам своето мислење, меѓутоа претходно ќе се разбира ќе морам да ги доанализирам уште малку и резултатите, меѓутоа и определени би рекла ситуации и одлуки кои беа донесувани во изминатиот период. Господин Петровска, ви благодарам за одвоеното време и што бевте наша гостинка вечер. Ви благодарам и вам за поканата. Тоа беше Славенка Петровска, пратеничка на СДСМ. Почитувани гледачи, останете со отвореното студио на Канал 5. За кратко се враќаме со колегата Александар Видиновски и најновите податоци од Државната изборна комисија.